Благодарам и јас на присуството. Прво би сакал да честитам на градоначалникот, на општинската администрација, на советот. Навистина се прави една огромна работа. Доволно е само да погледнете околу нас и да видите дека навистина се решава огромен проблем за голем број на жители кои што живеат тука во ова населено место, целосна инфраструктура, како што каже градоначалникот, одвод, довод, понатака асфалтирање на улиците, тротоарско решение, нешто што ќе го подобри значајно квалитетот на живот на сите овие луѓе тука. Тука има и доста млади брачни парови со деца кои што ќе можат да имаат едно пристојно место за живење. Морам да признам и дека е исклучително убава оваа населба и дека претпоставам ќе е најубавото место за живење во општина Неготино. Тоа што ние сме договорени со градоначалникот е дека после парламентарните избори и формирањето на влада предводена од ВМРО-ДПМН, сериозни големи средства ќе влегуваат во општина Неготино. Планираме една децентрализација на средствата од буџетот. На државно ниво планираме околу 250 милиони евра годишно слегуваат во општините од нив. За општина Неготино најмалце, повторувам, ќе слегуваат околу 2 до 2,5 милиони евра годишно, што значи дека ќе имаме еден циклус 4 годишен од 10 милиони евра, кои што треба да ги затворат сите отворени прашања во општината, поврзани со инфраструктурни прашања, како што се канализациони и водоводни системи, пристителна станица доколку е потребно, асфалтирање на сите улици кои што не се асфалтирани, понатака решавање на сите пешачки патеки, понатака состојбата со градинките и со училиштата, како би можеле после 4 години овие прашања ги затвориме, еднаш за секојаш да се овие прашања затворени, да има квалитетен живот за секој граѓанин на општина Неготино и на сите останати општини секако во државата, како и можеле после тоа да решаваме поголеми проблеми, така што ќе имаме еден силен инвестицијски циклус кој што да најавам, ќе почне уште од летото, затоа што нашиот план е во текот на месец јуни да ја формираме владата, веќе јули да има ребаланс на буџет и онаму каде што има готови проекти веќе од август да почнат да се работат тие проекти, така што сум убеден дека ќе доаѓаме на отварање на многу проекти како што е навистина овој убав проект еве каде што сме денеска. Исто така денес имаме средба и со земјоделците, со представниците на земјоделскиот сектор, каде што ќе поразговараме за актуелните состојби во земјоделието. Тие се лоши, тие се катастрофални. Пред се од негрижата на владата за земјоделците се промени начинот на субвенционирање. Тоа доведе до преполовување на земјоделското производство. Овој начин на субвенционирање на земјоделието не само што не дава резултати, туку ги брка земјоделците од нивите и ги тера да си ја бараат среќата по Германија, по Швајцарија, по Австрија, да ја напуштаат Македонија. Тоа е жално. И затоа ќе работиме на сериозна промена на системот на субвенционирање, враќање на добрите пракси од минатото и воведување на нови пракси кои што ги носи новото време со цел подобрување на состојбата на земјоделците, зголемување на површините кои што се под обработка и многу повеќе луѓе да се наоѓаат среќата во земјоделието. Јас се завршам тука, па повелете ако има прашање. Објавивте скандал околу Стево Пендаровски, односно неговото ангажирање странска пиар служба. Зашто поконкретно се работи во односот? Па еве малце подиректен ќе бидам денес. Јас во интервју токму за вашата телевизија, за Алфа, кажав дека според моите сознанија имало одредена средба на Стево Пендаровски со одредени лица и прашав дали е вистина или не, дека Стево Пендаровски бил посетен од стратегисти, од изработувачи на кампањи и од луѓе кои што се на работ на она што се вика закон во делот на политичка кампања, кои што се по потекло едниот од Израел и другите од Хрватска и од Романија. Прашав која е целта на нивната посета, дали тие ќе бидат ангажирани во неговата кампања и доколку бидат ангажирани, кој ќе го плати тоа и дали тоа ќе биде пријавено, имајќи предвид дека има строги закони во делот на финансирање на изборна кампања. Наместо да одговори на ова прашање Стево Пендаровски, тој даде одговор со лични навреди кон мене. Ја немам проблем да ме навредуваат, се занимавам со политика долго време, не сум од вчера, но откако ќе завршат личните навреди, пак треба да се одговори на прашањето. Така што еве, втор пат му давам шанса, може пак да одговори со навреди, ама откако ќе заврши со личните навреди, кои што мене не ме до... Го замолувам да одговори на прашањето, еве да отидам чекор напред,
да прашам дали тој стратегист е истиот стратегист кој што е користен и во Република Србија за потребите на претседателот на таа држава. Ево, отидов чекор напред, па нека каже Стево Пендаровски дали е така или не е така. Ако е така, нека каже зошто се среќал со него. Ако не е така, нека каже така, не е така, не лично да навредува. И сега бонус уште две прашања. Прво, дали ќе покаже на јавноста и ќе ги извади трансакцијските сметки каде ја донира разликата во плата, затоа што нели тој беше најпаметен од сите во наводници државни функционери и рече дека него не му требала повишена плата и дека ќе ја донира, што значи дека или многу скромно живее или е криминалец, да бидам директен, затоа што ако не живеете од плата, или сте многу скромен, или имате други приходи кои што во политика може да бидат само криминални. И кажа дека не му требала разликата во плата и дека ќе ја донира, па да го прашам кај има донирано и да ги извади трансакцијските сметки, затоа што се знае како се дава донација од трансакцијска на трансакцијска. И второ прашање, имајќи предвид дека ќе изгуби на претседателскиве избори, дали ќе остане на зборот кој што го даде пред 5 години кога се кандидираше за претседател, дека по завршување на мандатот нема да ги користи привилегиите кои што ги следуваат поранешните претседатели. Тоа се две бонус прашања за Стево Пендаровски. Екс-специјалната јавна обвинителка Кати Стојанова заврши на црната листа, може кратко коментар. Па мислам дека тоа е најдобриот доказ и потврда за злоупотребите кои што се правеа во специјалното јавно обвинителство, кое што беше креирано да донесе правда во Македонија, но наместо правда донесе неправда. Многу луѓе беа жртви на политички прогон кој што се спроведуваше преку специјалното јавно обвинителство, а првиот човек на тоа специјално јавно обвинителство, веќе и осудена личност, сега и на црната листа на Соединетите американски држави, јасно е дека ја користела позицијата за сопствен бенефит и за сопствена корист, наместо за враќање на правдата во Македонија. Тоа е она што ги боли најмногу луѓето. Најниска е довербата во судството и во обвинителството, а луѓето најмногу бараат воведување на функционален систем на владење на правото, и тоа ќе е нашиот прв чекор после формирањето на влада, а тоа е воведување на ред и сите оние кои што правеле криминал и криминални активности да одговараат, да ги ослободиме судството и обвинителството, не на начин што ќе формираме специјални судови или специјални обвинителства, туку ќе ги оставиме постојните судови и обвинителства каде што има исклучително честни и квалитетни луѓе, и мислам дека преку 90% се такви, само си ја работат својата работа. Доколку не им се мешаме ни ние, нити крупниот капитал, нити било кои други центри на моќ, верувајте дека самите ќе ја средат состојбата во државата за брз и планираме тоа да го направиме. Господин Николовски, што да очекуваме од предстојните парламентарни и претседателски избори? Па мислам дека ќе имаме една интензивна кампања. Интересна ќе е секако. Тука во четворката очекувам најголема победа за ВМРО-ДПМН, со најголем број освоени гласови и најмногу пратеници во апсолутна бројка. Мислам дека четворката ќе е шампион за ВМРО-ДПМН и сум убеден дека ќе имам квалитетен тим заедно со мене, квалитетна листа на пратеници и дека целиот овој јужен, југоисточен и централен регион на Македонија после изборите, со моје лично залагање и со залагање на сите кои што ќе бидат со мене на листа и секако со залагање на претседателот на ВМРО-ДПМН, ќе добие многу повеќе од тоа што било кога во минатото, за тоа јас сум гарант. Морам да прашам со на фактот што вие ќе бидете носител нели во изборната единица 4. Зошто сте толку убедени, што е тоа што Николовски ќе му го понуди на луѓето од четворката? Убеден сум затоа што јас не случајно пред 4 години дојдов тука. Јас не сум нити од Неготино, нити од Каварци, нити од Струмица, нити од Прилеп. По потекло сум од 5-та изборна единица, живеам главно во 1-та изборна единица. Дојдов тука во четворката затоа што сакав да удриме во чело на криминалот и корупцијата, кој што има извориште токму тука во четворката. Најтесното извориште е ресторанот Вила Парк во Струмица, а малце пошироко тоа е целиот струмички регион. Пипците одат и до Валандово и до Дојран и така натака. И сметав дека тоа крими семејство мора да биде удрено во чело ако сакаме ние да имаме држава. 20-та почнавме работата, 21-та на локалните избори зададовме силен удар и ги испративме политичка пензија, а сега 24-та после овие избори, затоа мислев дека е фер да дојдам пак, ќе се одговараат и пред ослободените институции на судството и обвинителството, затоа што мора конечно ред да се воведе во државата и тоа е мојот мотив зашто сум тука. Откако ќе завршиме со тоа, затоа што не се живее само од правда, ќе
Ќе правиме многу работи за сите тука и во делот на стопанството и индустријата, затоа што во ова изборна единица има и сериозна индустрија, но исто така и во делот на земјоделието и развојот на туризмот. Ќе гледате многу убави работи следни 4 години. Благодарам. Благодарам.